Паскал Гилевски е овогодинешниот добитник на Рациновото признание за прозно дело и тоа за романот Посмртна венчавка. Жири комисијата едногласно ја донела одлуката во конкуренција од 22 наслови највисокото признание на 51-вите Рацинови средби да му го додели на Гилевски за неговиот 9-ти роман Посмртна венчавка. Романот Посмртна венчавка од Паскал Гилевски се изделува од понудената продукција со обмислена романесна структура и со ефектно раскажана приказна, чиј драмски набој се рефлектира низ општиот настан, повеќе познат во фантастиката отколку во реалноста, чии ликови прецизно изнеансирани успешно го носат товарот на потресната тема на делото. Јазикот на романот богат, а близок до устното народно творештво е со моќ на сликарски потези и колоритна силина на деталот. Делото на лауреатот Гилевски говори за тешката судбина на македонците од Егејска Македонија, која тој на читателската публика ја раскажува и доближува преку животот на собствените родители. Такви судбини се случуваат и во другите земји, но македонците поради својата трагична историја, особено ја имаат доживеана оваа судбина, да бидат истерани, расфрлани во светот од своите родни краишта. Така се случи и ова со моите родители, да бидат 40 години далеко од својот, односно надвор од својот роден крај. Програмата на 51-вите Рацинови средби доби комплетно нов, а сепак многу побогат концепт од она што публиката имаше можност да го погледне низ годините наназад. Целта, велат од локалната самоуправа, е Рациновото творештво да се доближи до секој велешанец, а посебно до помладата популација. Има многу изненадувања што ќе се случуваат во најавата на средбите, а се дел од Рациновата поезија, како на пример во кафулињата ќе поделиме пораки со љубовната поезија и цедења со најубавата љубовна поезија на Рацин. За во неделата пред средбите сите да го доживеат неговото уметничко кредо. На централната манифестација ќе и претходи процесија насловена како 1000 свеќи за Рацин, своевиден сценско-музички перформанс, распореден на клучни локации, символи на Велес, символи на Рацин. Актерот Васил Зафирчев пак е автор на сценариото на сценско-музичкиот перформанс 1000 свеќи за Рацин. Истиот ќе започне од Малото Мовче, а ќе биде изведуван на неколку локации во градот, до кои поврка со 1000 свеќи етапно ќе пристигнува, се до крајната цел Младинскиот парк, каде ќе бидат врачени Рациновото и почесното Рациново признание. Поврката ќе тргне преку Малото Мовче, па под железничката пруга и ќе се упатри кон малиот паркинг на градскиот сад, каде што ќе ги дочека втората муза на Рацин, Катерина Брезана, која символизира припадноста и духовната врска на Рацин со градот и неговата традиција. Од тука поврката ќе продолжи кон центарот на градот, кај Конјаникот, тука на платото пред споменикот на Рацин, ќе има перформанс на третата муза на Рацин, Зорица Панчич, која ќе символизира револуцијата. Поврката со запалени свеќи ќе продолжи кон поштата, пред зградата со муралот на Рацин спроти поштата, ќе ги дочека четвртата муза на Рацин, актерката Славица Манаскова, која го символизира современиот аспект и актуелноста на Рацин денес. Добитник на почесното Рациново признание за 2014 година е авторката од Босна и Херцеговина Тања Ступар Трифуновиќ. 51-вите Рацинови средби ќе поминат во знакот на 75 годишнината од издавањето на стихозбирката Бели мугри, а во рамки на манифестацијата се предвидени низа активности. Настап на група езерки од Република Хрватска, симпозиум на тема Рацин и вистината, грнчарски работилници, засадување на Рациновата шума, проекција на филмот Елегија за тебе е само дел од богатата 3-дневна програма на една од најзначајните културни манифестации во Велес.